Здраво дечки, ево сме во ново видео број 11. После мала пауза, не знам колку време помина од претходното видео, најверојатно има една недела, мислам. Доколку го следите овој документот, што го пишувам, ќе видите дека, мислам дека има додадено доста нови работи. Не знам дали во претходното видео беше ова за partial class мало делче напишано, колку што видите, значи пишат нешто и за тоа. Потоа пишав нешто за using клучниот збор и за using statement. Тоа ќе го користиме во ова за што ќе зборуваме денеска. Видео посебно нема направено за using, меѓутоа може да прочитате што и како е. Што гледате, има страна и поза тоа. Тема на денешното видео е за работа со фајлови. Доку се сеќавате или доку сте огледале претходниот серијал, веќе имавме едно видео каде што запишувавме и читавме некоја содржина, некој текст од надворечен файл, и сега во ова видео малку ќе се надврзаме на истото и ќе спомнеме некои дополнителни работи, можеби. После тоа, значи, ќе зборуваме за сериализација. Као што гледате, таа е наредна тема, че ова ќе биде во посебно видео, а сега планирам, значи, само да позборуваме малку за работа со фајлови. Па да почнеме со работа. Значи, ќе го следиме документот и се што сум пишувал во него, полека ќе го пројдеме во видеото. Значи, најпрво имаме за работа со фолдери. Значи, видиме како да креираме фолдер, проверка дали истиот постои и потоа ќе видиме како може да пребараме фајловите во одреден фолдер. Па најпрво да го видиме тој дел. Пишеме коментар, работа со фолдер, да речеме, и да видиме како, значи, може да креираме еден фолдер. Значи, за тоа ќе го користиме класата directory. Таа се наоѓа, autocomplete ми дадали, во system.io. Значи, да го вклучи горе, system.io directory, .create directory, и овдека пишуваме името и патеката каде сакаме да ни се наоѓа тој фолдер. Да речеме, ќе го крстиме дата и ќе ни се наоѓа во bin фолдерот во нашиот проект. Сега ќе видиме. Ајде, пред да го направим. Некој дел. Ќе извршиме програмата, ништо нема да се спечати. Океј, се е супер. И еве сме, значи, во нашиот проект. Значи, мојот е во Documents, Smiley Solutions, bin, debug, netcore 2.1 и еве го фолдер што го креиравме .data. Па да видиме, мислам во документот тоа беше следно, да, проверка дали истиот ни постои. Па ја направиме една мала проверка со if directory .exist и пишуваме кој сакаме фолдер да го провериме. Еве ќе го провериме со двојка, да речеме дали постои. convol.writeline. Значи, овако фолдер не ни постои и пишеме directory does not exist. Добро, else. Во else ќе пишеме дека требаше обратно. Directory does exist, а долу е does not exist. Значи, доколку се збунив и јас. Доколку постои, значи први со постоечки фолдер ги пробаме. Доколку постои, ги ни спечати фолдер does exist, доколку не постои, does not exist. Значи, бидејќи го креиравме претходно и треба да ни испечати фолдер does exist, бидејќи постои. И ајде тоа што пробав, со двојка тако фолдер не ни постои и треба да ни спечати directory does not exist.
Значи, до тук видяхме како може да креираме фолдер. Чекайте, пред да продължим, малко да го смениме. Да речеме, ќе направиме string path, една променлива, и ќе ја крстиме с името на файлот data, добро, data и нека стои data. Така не свика фолдерът, овде такива смениме ова тука, доколку тоа постои, ништо. Доколку не постои, да креираме таков фолдер. И ова трябваше да оставим тука. Добро, и со тоа, значи ни окей. Сега може да продолжиме пам. Ништо напред тука, значи патеката кај што го креирам фолдерот, да речеме, или името на фолдерот, ја стави во променлива пат и проверувам directory exist, доколку на таа патека, значи таа патека доколку постои, испечети патеката постои, доколку не, испечети дека не постои и креирај нова директори, нов фолдер, нов директори на таа патека. Трябваше може да крстам directory name, нека биде, за да не биде збунувачко. Добро. И уште една да видиме, значи треба да е се окей. Directory does exist и не се случува ништо. Ајде да одиме понатаму. Ајде да народно вели барање на файлови во тој фолдер. Ајде да креираме, да речеме неколку да креираме неколку файлови тука. New. Текстот ме 1. Ајде, нека има колку и да се. 6. Ајде да ги пребараме и испечатиме сите овие сите овие файлови. Значи, овде ќе работиме. Var. И креираме една променлива. Ова ќе ни биде, значи, креираме со var, меѓутоа ќе ни биде array од стрингови. All files. Ке се вика, ќе ни содрži името на сите файлови во тој фолдер. Директори. .get files. И потоа вели патеката. Добро. Директор не имаше. Добро. Search pattern. Сите файлови. И тука search options, all directory. Значи да бара и во подфолдерите. Ова ще е водници. Добро. И сега со еден for each ќе го извртиме овој array of files for each file, ќе крстиме ова променлива и convo.writeLine и ќе ги испечатиме сите файлови. И ајде да видим што ќе се случи. И како што гледате, ни се испечатија сите файлови што ги имаме во тој фолдер. Добро. Тоа видовме. Ајде да спришеме, дека не ни требаат. Да видиме што имавме наредно. Потоа одиме со креирање на файл. Вратиме ова, да речеме, сега ќе го тргнеме, нема да ни треба, и да речеме доколку, ќе го извршиме скрос. И овде велиме, значи, фолдерот ни постои и доколку постои фолдерот ќе креираме файл. .create и ќе го крстиме, да речеме, data.txt. И како што може да видиме,
ова метода ни враќа файл стрим. Ајде да се чуваме тоа. Var файл стрим е еднакво, значи, резултатот од извршувањето на оваа функција. Статува на програмата, directory does exist, и да видиме што има сега во фолдерот. Зашто? Го креираме тука, а не на патеката. Directory name plus за тоа сакав преска да го направам тоа што го направив. Добро. И ево сега, значи да имаме името на файлот тука. Тук може да го избришеме, бидејќи ни е вишок. Значи, креираме файл на патеката, значи името на фолдерот, овој фолдер што го имаме овека, дата плюс името на файлот, значи комбинираме двете. Што имаме народно во файлот? Да, што заборав да напоменам, значи секогаш кога работиме со файл стрим, многу е битно, значи тој файл стрим на крајта од работата со истиот да го затвориме. Значи, тоа заборав да го спомнам. Значи, тоа го правиме, значи, затоа ја извадив овдека промеливата, за да може после тоа да повикаме close на истиот. Close. Истото може, значи, да го користиме докато ништо не правиме веднаш после него, значи, може да го направиме тоа тука, докато имаме потребно само да креираме файл и да не го користиме, значи, няма да го вадиме во променлива, туку ќе го повикаме вака, значи, файл, креираме файл и веднаш го затвараме. Докато планираме нешто да правиме со истиот, значи, кој реков, вадиме локална променлива, еве файл стрим, работиме нешто овдека со файл, do something with the file stream и потоа на крајта, значи, истиот ќе го затвориме. Причината поради која, значи, што пишував претходно за овој using statement овдека, значи може да прочитате, е што, значи, тој ни овозможува, значи, ни олеснува работата, преработа, значи, со вакви надворешни ресурси и така наречени не менеджерни ресурси. Значи, таков е и файл стримот и овдека, значи, може да ова да го ставиме во еден using и тој автоматски, значи, веднаш по, значи, извршувањето на целиот тој блок автоматски ќе ни го затвори файл стримот, значи еве како изгледа сето тоа и ќе го напишеме во Visual Studio. Значи ова ќе го ставиме во еден using. Овде го саградим. Ставаме тука, значи од ова сега, значи немаме потреба. И, значи, овдека, значи, што и да правиме сега, значи, со овој файл, значи, веднаш по извршувањето на овој using блок, значи, ќе ни се повика на крајта, значи, filestream.close. Да видиме што има друго. Потоа, вели, значи, ќе работиме со, значи, креиравме файл, сега одиме со копирање на файл. Значи, како што гледате, значи, работиме цело време. Овдека претходно беше со директори и статичката класа, која се наоѓа во System.io, а сега, значи, малку работиме со Firepath. Што гледате во сите овие работи, имаме овдека копирање, па имаме бришење и имаме файл move. Се, значи, сите овие методи се наоѓаат во статичката класа файл, која е под System.io. Значи, рековме, сега одиме со копирање. Ајде, како може да копираме файл, значи, овдека го копиравме, ајде, значи, истиот надбор блокот, file.copy, што примам параметри, вели првиот source file name и destination file name. Значи, source file name е ова, добро, а destination ќе ни биде истото, и да речеме со една двојка на крајта.
Ајде да видиме што ќе направи ова. Значи, сега докато видите содржината, овдека има само еден дата. А сега кога извршиме кодот, значи треба на иста патека да имаме дата двојка. Добро. И кога што гледате, еве, дата 2. Значи, двата файлови се празни, и овој не е празен, и тој не е празен. Наредно рековме, имаме, мислам дека беше делета. Да, мишење на файлови. Ајде да го видиме тоа. Visual Studio. Сега, значи, да копираме само патеката. Ќе го избришеме ова и овде ќе пишеме delete. Значи да избришеме, да речеме, копијата што ја направивме пред малку. Значи, докато постои таков файл што го пишуваме овдека, како параметар, истиот ќе биде избришен. И докато се вратиме овде, како што гледате, ни остана само дата. Ајде да речеме, пробаме повторно да извршиме. И како што гледате, не ни фрла никаква грешка, иако файлот не ни постои. Потоа беше move, мислам, преместување на файл. Добро. Се вратиме. Ајде да креираме уште еден фолдер, директори, .create директори, и значи во ова патека што сме сега ќе креираме уште еден фолдер со истото име. Directory name plus малко чудно изгледа. Значи под дата ќе креираме уште еден дата фолдер. Моја грешка. Заборев коса црта да ставам. Плюс наводник коса црта. Добро. Добро, имаме уште еден дата фолдер тука. И ајде сега да рековме, сакам да правиме move. File.move. Значи овој файл, да видим што параметри сакаше. Значи вели source file name и destination file name. Source file name не е ова што е овдека и сакаме истиот да го преместиме во directory name. Скомплицирав му работата. Добро, значи го преместуваме во тој фолдер што е внатре. Плюс да речеме moved data.txt. Мислам дека не е ништо упнато, ама ќе видиме сега. Што се деси? Заборев уште една коса црта. Тоа е најверојатно тука. Вратиме сега што беше од rename, ова беше од rename, ова беше дата. Да видим дали сега е мутното нешто. И еве го, тука значи. Сега како што треба. Значи вака со овие работи малку го искомплицирав. Значи велиме овој бидејќи кога престапуваме файл move, значи прв фолдер ни е ова што е овде. Значи тука фолдер bin, debug, netcore, app 2.1 и велиме файлот што се наоѓа под directory name е data, плюс data.txt, прето имавме дека овој файл ми беше
еднаш назад со друго име, со викше data.txt. Значи тој файл велиме премести го повторно, значи во овој фолдер и сега вели уште еден фолдер таков data, directory name плюс косацрта плюс името на овој файл. Мислам дека сме јасни што правам, иако малку изгледа ја замрсив работа со овие одека косицрти или директори сепаратори, или како сакате ги викате. Не знам колку до сега трае видеото, но ајде да речем дека овдека ќе го прекинеме, па за овој дел ќе зборувам во наредно видео, а за сериализацијата ќе направам уште едно видео. Поздрав вечер!